Лозарите задоволни откако добија историски највисока цена за грозјето. Производната цена која ја утврди Институтот за земјоделство за двете најзастапени сорти согласно Законот за вино е зголемена за 25%. Од Националната федерација на фармери велат дека конечно системскиот пристап дал резултат и ги повикаа инспекторите да излезат на терен за да спречат евентуални манипулации со шеќерните единици од страна на откупувачите. Побара и од винарниците да ги почитуваат договорените цени. Бараме од винариите и од купувачите да го исплаќат износот за откупено винско грозје во целост во рок од 7 дена и да не ја намалуваат откупната цена за 8%, бидејќи ова не одговара на ниту едни пазарни, демократски и европски правила, принципи и услови со кои се регулира откупот. Туку на ваков начин само се овозможува намалување на цената на откуп на винско грозје и се демотивираат лозарите да произведуваат грозје и ги напуштаат лозовите насади. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека целиот процес на откуп ќе го следи земјоделскиот инспекторат кој ќе распореди инспектори за секој откуп за да го следат процесот. Дополнително биле издвоени повеќе пари за земјоделството. Дополнително со ребалансот се издвоја 1 милијарда и 250 милиони денари за исплата на заостанати долгови кон земјоделците кои минатата влада не ги исплатила и 350 милиони денари за водостопанство и национални шуми каде со месеци претходно не се исплаќало плата. Според министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, сите заинтересирани страни биле задоволни од постигнатите цени. Тој вели дека Македонија мора повторно да стане предпознатлив бренд за вино. Вети дека за новата влада земјоделството ќе биде приоритет и целта е да имаме што е можно повеќе задоволни лозари. Нема да дозволиме како во минатото секоја година по 500-600 земјоделци од теквешијата едноставно ги нема во регистарот на земјоделски производители. Тоа е сериозен пат. Ние мораме да ја враќаме Македонија и во квантитет и во квалитет. Ние сме познат бренд во светот за македонско вино. За жал со вакви количини на производство на грозје, ние ќе имаме сериозна намалена количина која што ќе значи извоз, а од друга страна па и помал девизен прилив во државата. Вранецот ќе се продава за 20,8 денари по килограм, додека производната цена на Смедеревка ќе биде 18,3 денари. За споредба лани килограм Смедеревка се откупувал по цена од 15 денари, што е помалку за 3,3 денари, а килограм вранец се откупувал по цена од 18 денари, што е помалку за 2,8 денари споредено со сега договорените цени.